Втора година поред во Прилеп не се одржа Ботниковата поврка која традиционално тргнуваше од црквата Свети Кирил и Методи, а потоа децата со импровизираната пештерка во која што се родил Исус Христос шетаа низ целиот град. Како замена за тоа, годинава се одржа манифестацијата Црвен тепих на хуманоста. Членовите на детскиот хор при црквата Свети Кирил и Методи од параклисот на Свети Никола пештерката ја поместија 30 на метри до камената бина во центарот на градот, каде пред присутните ги испеа божикните песни. Символиката на Бадниковите поворки ги представуваат овчарчињата и ангелите кои што излегле и го објавиле Христовото рождество, односно коледарчињата кои што и ден денеска одат и шетаат по куќите. Им ги даваме тие подароци бидејќи ни го навестуваат и ни го известуваат Христовото рождество. Во состав на оваа манифестација граѓаните можеа да донираат и храна која што за Божик ќе биде распределена на 20 социјално загрозени семејства. Инаку утрово со македонската коледарска песна Коледница Варварица, коледарчињата денеска во Прилеп го најавија Христовото раѓање и беа дарувани од домаќините на куќите кои што ги посетија. Утрото почнува со коледарчината, коледа по нашите домови, ние излегуваме, во корпите си ставаме костенчина, оревчина, крушче, јаболче и му се дава на коледарчината, железни пари се става исто и на сите коледарчина му се дава по некој денар од паричките. А прилепските домаќинки пак од Сдруженијето Преродба по 15 пат ја подготвија традиционалната постна Бадникова трпеза. А лепчето го прам со паричка и вечерта кога ќе седнеме да вечераме, сопруг го зема, го врти 3 пати, после крши и го дели. Како девојче, кај мајка ми за Василица паричката ја вртевме, откако се омажив, свекрва ми имаше обичај за бадник и сега јас ги практикувам и двата обичаи. Членките на Преродба се радосни што овие македонски традиции ќе ги продолжат младите кои што биле заинтересирани за нашата традиција, култура и историја. Сдруженијето Преродба сите овие години на своето постоење ја негува традицијата, ќе продолжиме и така. Среќни сме што после нас ќе има кој да ја продолжи традицијата. Со сите овие настани и манифестации, Прилеп и понатаму докажува дека е горд чувар на својата традиција.